Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. За само една година, новата локална власт на ВМРО ДПМН во Скопје создаде хаос и го донесе до целосен колапс јавното сообраќајно предпријатие. Поради неспособноста на кадрите на ВМРО ДПМН и нивната градоначалничка, која се занимава само со тендери и провизии, јавниот превоз не функционира. Долгот на ЈСП за само една година е драстично зголемен. ВМРО ДПМН и Даниела Арсовска го заглавија ова јавно предпријатие и јавниот превоз во Скопје го доведоа под прашање. Тоа е единствената причина зошто денеска вработените во ЈСП немаат плата. Нема долг на владата, тоа е само очаен обид за манипулација и прикривање на неспособноста. Обид сопствената вина да ја префрлат на некој друг. ЈСП Скопје го упропастија заедно медарот Христијан Мицковски и Даниела Арсовска. Заедно ветуваа бесплатен превоз за скопјани, а сега велат друг дека треба да го решава проблемот за ЈСП. Ги повикувам ВМРО ДПМН и Даниела Арсовска јавно да одговорат дали во изминатава година е потпишан анекс договор без никаква спроведена постапка на договорот за снабдување на нафтени деривати со кој секој литар гориво е поскап за 5,6 денари. Дали медарот и шпицен градоначалник Мицковски и неговата градоначалничка повторно ги ставиле рацете во медот и на сметка на плата на вработените во ЈСП е направен криминал. Медарот од ВМРО ДПМН и нивната градоначалничка со ваквата пракса го доведуваат градот Скопје по целосна нефункционалност. Жртви на ваквата неспособност и неодговорна гладска власт на ВМРО ДПМН се само жителите на град Скопје. Бидејќи ВМРО ДПМН има мнозинство во градот Скопје, ги повикувам да не се кријат, да седнат да работат и јавно да понудат решение за проблемот кој самите го создадоа. Ви благодарам.